Почитувани, Талат Џафери, цуе, навредува, се заканува со сексуална конотација кон вработени во собранието. Сето тоа, јавноста го слуша, а институциите молчат. Пионот Димитар Ковачевски се изјасни за наглув кон примитивизмот и насилството кој што го трпат вработените во собранието од Талат Џафери. Институциите молчат, а молчи и Стево Пендаровски, чиј што заменик во неговно одсуство е токму Талат Џафери. Молчат и пратениците од Крими коалицијата, молчат и од клубот на жени пратенички, молчат сите, заглавени во заложништвото за да не им се растури Крими коалицијата ДУИ СДСМ. Почитувани, ова е скандал кој што не смее да помине туку така само и само за одржување на Крими коалицијата на власт. Молкот од институциите значи одобрување на примитивизмот на Талат Џафери. Снимката во која што Талат Џафери од позиција председател на собранието најпростачки се однесува кон вработените, ја дава вистинската слика, го покажува модусот на однесување и на владење на Крими коалицијата. Молкот од институциите, одобрувањето, премолчувањето на примитивизмот, значи одобрување на ист таков однос, такво самоволие и простотилок вон сите пишани и непишани норми од сите оние партиски поставени функционери низ институциите во Македонија. Снимката од собранието, во кое што Талат Џафери се заканува со сексуално општење со членови на семејството на вработени во собранието, го дава вистинското лице како се кршат човековите права, како се задушуваат протести, како се задушуваат штрајкови во Македонија од Крими коалицијата ДУИ СДСМ. Молкот од институциите, недоветноста на Димитар Ковачевски, молкот од Стево Пендаровски, ја даваат вистинската слика што трпат и трпеа оние воспитувачки од градинките, наставниците и професорите во основните и средните училишта, што трпат оние вработени во пошти, во управата за матични книги, воздухопловство, земјоделците при откупот на нивните производи по смешни цени, сите оние што јавно, но законски изразуваат револт кон Крими коалицијата СДСМ ДУИ. Молкот значи одобрување на примитивизмот на Талат Џафери и јавно воведување на начин за водење на институциите на државата од Крими коалицијата ДУИ СДСМ. Почитувани, Талат Џафери, додека тече телевизиски пренос во живо на Собранискиот канал, на најпростачки начин, со зборови кои што се недостојни и не можам јавно да ги повторам, зборови полни со закани, уцени и омаловажувања се обраќа кон вработени во собранието. Талат Џафери повеќе не смее да раководи со највисокиот орган на демократијата во Македонија. Џафери е недостоен да представува било кого од граѓаните во Македонија. Доколку Талат Џафери сам не се повлече и не си поднесе оставка, пратениците мора да повикаат на испитување на неговата деловна способност за функцијата председател на собранието, но и за пратеничката функција. Македонија не смее да биде заложник на личните кризи на Талат Џафери. Ви благодарам, дозволете ми да одговорам и на две прашања пристигнати по електронска пошта. Првото прашање е како ги коментирате резултатите од истражувањето на јавното мислење на ИПСОС, во кое што ВМРО ДПМН има убедлива предност пред СДСМ, дали е ова уште еден импулс за да се интензивираат напорите на опозицијата за брзи предвремени избори? И второто прашање, дали сметате дека е можна лидерска средба и зошто СДСМ и Ковачевски досега ја одбиваат? Почитувани, ќе дадам еден одговор, бидејќи прашањата се слични и во иста насока. СДСМ и Димитар Ковачевски бегаат од лидерската за да не се отвори прашањето за брзи предвремени парламентарни избори, кои што се всушност неминовност. Сите анкети, како и денеска објавената анкета и резултатите од анкетата на ИПСОС, покажуваат дека државата тоне во катастрофа, граѓаните се незадоволни, а опозицијата има, речиси, двоцифрена предност пред СДСМ. Еве ќе прочитам, ВМРО ДПМН 22% и СДСМ 12,9%. Не анкетите, туку состојбите, катастрофата и ставот на народот е најголемиот импулс за брзи предвремени избори за спас од националната
катастрофа. Дозволете ми и да прочитам дел од најзначајните проблеми. Дури 55% од граѓаните зборуваат за лош стандард, ниски плати и пензии, високи цени, економија, финансии, невработеност, криминал и корупција. Ви благодарам на вниманието.